Возлюбени брајке и сестри, чувме од прочитаното слово од Светото Евангелие според Матеја, запишано во 15-тата глава од 21 до 28 стих, за верата на една страдална жена која потекнува од род неверен, род многобожечки, род хананејски. Чула дека во пределите Тирски и Сидонски пристигнал Исус Назареецот. Затоа со вера и надеж пристапила да ги види чудесата за кои од мнозина беше чула дека тој ги творел врз оние кои го следеле и со надеж и вера чекале да бидат исцелени. Во евангелскиот текст прочитавме дека оваа безнадежна мајка имала ќерка која била обседната од зли демони. Што е маката за еден родител, драги мои? Кога некој од нас е болен, може би човек и ќе најде некакво оправдание да се помири со неговата агонија. Но не може никако да прифати и да се помири со фактот кога детето негово е болно од некоја тешка и лута болест. Многу тешко е човек да гледа кога негов ближен страда, а тој со ништо не може да му помогне. Замислете ја болката на оваа мајка. Мајка која во себе носи бигорни камења. Мајка на која мачки душождери ја параат душата, а таа притисната од своето сивило, во зачмаеното секојдневие, чека да биде чуена од Исуса. Кој знае, може би Господ ќе се смилува над мене, помислува таа. Честопати во писмото среќаваме како Исус исцелува луѓе од телесна слабост. Слепи прогледуваа, уши на глуви прослушуваа, хроми проодуваа, лепрозни оздравуваа. Но овде среќаваме една нетелесна, односно душевна болест. Гледаме како една очајна мајка моли за ослободување на незиното чедо. Чедо кое во себе има зол бес. И замислете, при Исуса пристапува жена туѓинка, жена нееврејка, жена која што ниту чула, ниту го познава законот Божи. Но што има во срцето свое? Има вера. Околу неа мноштво народ за кој што исповеда дека го познава Бога, а пред очите нивни ете го вистинскиот Бог, ветениот Месија, благовестието на сите пророци и светии во писмото. Но нивните срца не го препознаа. И што прави сега жена туѓинка во нивното обкружување? Погледнува и што да види. Околу неа само луѓе и камења. Во каменот ништо човечко, а во човекот се е камено. Нема повеќе воздишки во себе си. Нема повеќе време, ниту сила, за да ги свати туѓите зборови, зашто ниту своите до крај не ги сватила. Нема повеќе време да пребарува по туѓите мисли, зашто ниту во своите не може да се снајде до крај. Нема повеќе време, ниту солзи, да угодува на човечките повелби. Ами само на овој навидум обичен човек, во кој што нема велелепност, ниту сјај од белосветско богатство, туку смиреност и љубов кон сите. Ете, само кон него сака да најде милост и прибежиште, зашто чула дека тоа е оној што требало да дојде при своите и дека своите не го примиле. И оваа страдална туѓинка узнава дека туѓите му стануваат своји, а своите туѓи. Што е фамозно во оваа жена? Тоа
што таа видела дека овој Исус во себе има широко отворено срце. Дека овој Исус, без обзир на еврејскиот закон, не го исклучува никого, па дури и некој кој што е од таков род, како што е и таа. Затоа во неа има вера. Пристапува и го моли Исуса. Се поклонува и со понизност му се обраќа. Помилуј ме, Господе, сине Давидов. Ќерка ми жестоко се мачи од бес. Иако од него добива одговор кој што никој од нас не би сакал да го чуе. Исус и одговара: не е добро да се земе лебот од децата и да се фрни на кучињата. Но таа му рече: да, Господи, но и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трпезата на нивните господари. Господи, помогни ми. Токму ова го допре Исуса, кога виде каква вера има жената хананејка. Со каква вера таа го молеше и со ништо не отстапуваше од надежта дека нејзиното болно чедо може да биде ослободено. Затоа Исус и одговори и рече: о, жено, голема е твојата вера, нека ти биде според желбата твоја. И во тој час оздраве ќерката нејзина. Да се запрашаме, колку пати ние се колебаме кога нешто бараме од Бога? На колку родители денес им е тешко да се доверат на Исуса, да се помолат за нивното дете и да бидат истрајни во надежта? Колку луѓе денес паѓаат во искушение и отстапуваат од молитвата кон Бога поради нивното очекување од инстант исцеление за нивното дете? Многу ги има и оние кои посегнуваат по разни алтернативни решенија и ѓаволски исцеленија. Гледаме колку оваа жена е упорна и целосно е препуштена на Исуса. Видете колку усрдност има упорната и со вера искажаната молитва. Но овде може би треба да ставиме и поголем нагласок зашто оваа жена се моли. Може би и во нашите семејства, пријателства, во средината каде ние живееме, ќе наидеме на некој млад човек кој што е болен. Не допира глетката на агонијата низ која минува некој. Луѓе сме, ќе не допре тоа. Има зборови што плачат и солзи што зборуваат. Но денес да погледнеме ко духовниот контекст на оваа евангелска порака. Физичките слабости ќе настапат со текот на годините. Луѓе сме, слаби сме. Знаеме дека телото е како трева и секоја човечка слава како цветот трева. Се исушува тревата и цветот нејзин паѓа, но Словото Господово останува за секогаш. Но што е со обседнувањата, драги мои? Што е со луѓето што се препуштиле на робството на гревот за ѓаволот да навлезе во нивните животи? Што е со оние кои немаат никаква конекција со Бога? Колку мајки и татковци денес плачат и ридаат за своите деца, не можејќи да им помогнат, зашто духовноста не ги интересира. Бог не ги интересира. Не се ни свесни дека се под влијание на лукавиот. Колку мајки денес плачат и бараат одговори како да пронедат помош за нивното дете, зашто таа нивна агонија од ден на ден станува се пострашна и понеиздржлива. Човек доаѓа до таков стадиум, понекогаш дури и да посака некоја физичка болест, зашто кога некој е обвиен во грев и е под влијание на сатаната, тогаш крајот почукал на неговата врата и видлив е пеколот во нивниот живот. Настапува смрт, телесна и духовна. Прости ни, Господи, зашто агресивното и демонско однесување на денешните деца го оправдуваме со зборовите хиперактивно, темпераментно, модерно и кул.
Не е ли дојдено времето сите ние да се запрашаме колку зло и пакост има навлесено во овој опасен свет и никој ништо не презема? Никој. А денес во оваа евангелска беседа прочитавме дека оваа жена прави чекор напред. Чекор кон доброто. Чекор кон надежта. Чекор кон животот. Живот ослободен преку вера во вистината. Во Христа Исуса. Што и преостана нејзе, освен да се моли и со вера истрајна да чека? Што денес му преостанува на секоја мајка и на секој татко, кога гледаат ни што минуваат нивните деца, кога минуваат ни страдањата и соочувањата од зависност со дрога, алкохол или низ некој друг демон кој што го нуди овој модерен и изопачен свет? Советувам да се обрнат кон Господа, да се молат на Исуса за нивно исцеление и ослободување од силите на злото и темнината. И токму затоа денес се поучуваме од овој евангелски текст, дека Исус може секого да ослободи, да оздрави, да подигни. Но дали ние денес се наоѓаме во толпата на верни луѓе кои неуморно го следат Исуса, без оглед на сите препреки низ кои ќе наидат нашите уморни нозе? Што приметуваме кај жената хананејка? Таа во себе нема гордост. Срушена е, понизена е. Не се страми од останатите кои го придржуваат овој нејзин очаен пат. Не е важно што за неа ќе речат другите. Не е важно како ќе ликуваат подсмевачите. Ништо на светот не е важно. Важно е само да најде милост во очите на Бога. Да најде дарум лек за незината ќерка во Богочовекот Исус и да ја врати во топлите мајчински прегратки и да биде ослободена од сите нејзини окови. Затоа ова тажна мајчица со искреност пристапува и широко ги отвора вратите на незиното срце. Слегува до најтемните и тајни сокровишта низ сите темни ходници и мрачни келии на незиното срце и ги принесува пред Исуса, зашто во него гледа светлина, каква што дотогаш никогаш нема видено. Видете, кога човек во Христа ќе поверува, во него започнува борба со телесните страсти. Борба со овоземните стихии, кои што секого го попречуваат да појде при Бога. Узнава дека кон Бог не се оди со чекорење, туку со вера. Духот Божи ќе му открие дека телото сака противни работи на духот, а духот противни на телото. Во него ќе настапи борба и надпревар, но не со останатите луѓе, туку со себе си. Овој човек денес да стане подобар од оној човек од вчера. Оваа внатрешна борба и промена кај некого може да трае со денови, недели, месеци и години. Секому се дава сила според верата негова. Понекогаш таквата личност е исмевана од луѓето од неговото окружување, па дури и од луѓе од црквата. Но што е со таквите верници соблазнувачи по црквите? Луѓе кои пораснаа во црквите, но никако не пораснаа во Христос. Живеат во светот како Бог воопшто да не постои. Драги мои, доколку сме го прекинале секој однос со Бога, не се молиме, живееме во тежок грев, лажеме или крадеме, немаме удел во Неговото Слово. Не е секогаш показател дека некој е опседнат само ако има надворешни манифестации, да паѓа на пот, да вреска, да се пењи и да повраќа. Има мнозина кои молчат. Ги има мнозина кои се опседнати и кои одамна ги прекинале релациите со Бога. Луѓе убаво облечени,
со широко отворена насмевка, а одвнатре празни коски и гробови варосани. Ке дојдат во црква и имаат општење со луѓе во црквата. Немаат надворешни манифестации, но имаат внатрешни манифестации на мразење, огорченост, одбивност према се што означува љубов, се што е Божјо, со црквата и кон доброто. Затоа имаат сила и енергија да удираат и да плукаат на се и се што, без да имаат телесни манифестации, потикнати се од џаволот, а за тоа можеби и самите не се свесни. Колку ги има денес таквите верници? Затоа оваа жена знае за оваа опасност. Ова мое дете не може да биде ослободено само по себе. Не можат ништо да помогнат, ниту дрвените и камени кипови, на кои се надевав и јас и мојот народ. Тие се обична творба на човечки раце. Знае и убедена е дека тоа го може само живиот Бог. Затоа се понизува и паѓа на колена и моли за ослободување на своето чедо. Ова го препорачувам на секоја мајка, на секој родител кој што се моли за обраќање на своето дете. Не отстапувајте. Упорни бидете. Гледаме дека Исус го допира нашата вера и упорност. Видете каков одговор му принесува на Исуса. Господи, и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трпезата на нивните господари. Знае дека Исус е Бог. Знае дека Исус ги љуби сите. Знае дека Исус дојде да го пронеде загубеното. Затоа и ние не смееме да се откажуваме или да очајуваме, туку непрестајно да се молиме. Видете ја верата на една хананејка. Исус е обкружен од евреи кои што исповедаат дека го знаат законот, но не живеат според него. Ниту ја видоа во Исуса истата сила која што ја виде оваа скрушена жена. Колкумина од нас доаѓаат на богослужби во црква и исповедаат дека се христијани, а не веруваат во силата и моќта на Исуса. Повеќе ги има оние верници кои веруваат во моќта на сатаната, врагот и гревот, отколку во самиот Исус Христос. Искрено не знам како да се промени таа фалинка во главите на христијаните. Оние кои на Христос додаваат и Христос и мартинките, Христос и бајачите, Христос и амајлиите, Христос и гледањето на кафе и така натаму. Кога говорат, повеќе говорат за надчовечката сила на бајачите и јасновиците, отколку за Христа. И ако на оваа надеж демонска очекуваме да бидеме исцелени, а не од Христа, никогаш нема да бидеме ослободени, туку секогаш ќе бидеме врзани од гревот. И ако само во овој живот се надеваме на Христа, тогаш сме ние најбедни од сите луѓе, ќе запише светиот апостол Павле. Ние не сме оние кои сами можеме да бидеме ослободени, туку верници кои секојдневно го бараме лекарот Исус, зашто е речено: на болниот му треба лекар. А сите ние без Исуса боледуваме од иста болест, а тоа е гревот. И токму затоа оваа туѓинка приде кон Исуса да го испроси лекот за својата ќерка. Дозволете ми да ви раскажам една приказна за една жена по име Бакита, за една страдална црнкиња од Судан. Кога имала околу 3-4 години, додека работела со своите родители во полето, била грамната од трговци со бело робие. Ја продале и 5 пати ги менувала своите господари. Еден од нив бил толку немилосрден, што покрај физичките и психички живувања на незините рани ставал сол. На своето рането тело носела 144 белези
од тие надворешни рани. Говорам за надворешните рани од 5 господари. Замислете, ако на своето тело носела 144 рани, колку имала на срцето, колку понижувања морала да поднесе врз себе. На ислам била присилно натерана. Најпосле, петтиот газда ја продал некаде во Европа, каде за прв пат се сретнува со христијанство, каде за прв пат се среќава со Исуса преку неговото слово. Замислете да имате 5 господари кои што се изживувале над вас, кои што ви нанесувале и физички, емоционални и духовни рани. Од психологија сите знаеме колку е тешко да заздрави една рана во срцето, а секоја отворена рана е потенцијален фактор да се накачи сатаната и да те малтретира преку твоите рани. Колку ли рани имала на срцето? После 5 такви сурови господари го запознава Исуса, различен од сите останати. Замислете некој кој што поминал низ таков живот, некој што носи лузни од раните на телото и срцето, најпосле ги спознава страданијата Христови и преку неговите рани во себе си доживува ослободување од прангите и оковите на робството, од омразата, од гревот. Овој господар е различен од другите. И овој господар има рани на своето тело. Овој господар ме прифаќа. Овој господар ги лечи моите рани, а не ми задава нови. Видете, колку пати оние кои ние ги нарекуваме странци, односно луѓе кои целиот живот биле далеку од Бога, во него пронашле многу повеќе од луѓе кои што само седат во црквата, а немаат присен однос со Бога. Кога ние, драги мои, така сме го доживеале Исуса? Мојот господар има рани. Мојот господар има срце. Мојот крал мене ме љуби, не ме осудува. Зошто тогаш многу лесно го прифаќаме злото и гревот и бегаме од таков крал? Колку има од вас кои што денес сте уморни? Може би ви е доста од се. И сами имате своји приказни и своји рани. И тешко е. И неправди. И болести. И луѓе, не луѓе. Но ти говорам за Исуса, кој што и помогнал на оваа робинка за да им прости на сите. Сите имаме потреба од таков спасител кој слободува од тешко бреме. Може би и немаш сили да се бориш. Не знам како ти ја замислуваш љубовта. Што за тебе е љубовта? Може би се чувствуваш бедно и мислиш, па мене никој не ме сака и не ме цени. Сакам само да ти напомнам. Не е љубов само некој да те сака. Не знаеш што ти правиш во моментов. Ти, кој баш во овој миг се чувствуваш дека тебе никој не те сака. Што сакам да поттикнам во тебе со ова? Сакам да те охрабрам дека ти си тука со некоја друга причина. Ти да ги љубиш другите. Ти да им покажеш љубов на другите. Иако може би ниту јас, нити било кој во твоето окружување не ја чувствува таа љубов која ти ја твориш. Дали бакита почувствувала љубов целиот нејзин живот, а на крајот ги љубела и им служела на сите во име на Господа? Дали на сите мајки и татковци секогаш им се возвраќа љубовта од своите деца? Не, а сепак тие ги љубат. Немојте да се уморите да ги љубите другите. Ти љуби. Ти жртвувај се за своето дете, за својот партнер, за своите пријатели. Ете таа е она Исусова љубов. Колку ги има оние кои се уморни и кои викаат дека ова повеќе нема смисла, бидејќи никој ништо не гледа и не цени. Не е вистина.
Бог гледа се. Не знаеш како делуваат оние мали гестови на љубов и љубезност кои ти ги правиш. Го сведочиш Христа распнатиот. Секој пат кога ти служиш, ти љубиш. Секој пат си светлина во нечи мрак, кога искрено се препушташ себе си, Бог да те води и тој да делува и да свети преку тебе. Може би некогаш те надвјаселе нечестиви мисли и си помислил: подобро и да ме нема. Те прашувам, каков би бил овој свет ако ти не постоиш? Како би се чувствувале твоите најмили ако ти не постоиш? Ако ти престанеш да се бориш, кој ќе го љуби твоето дете? Ако ти престанеш да се бориш, кој ќе ги развеселува твоите пријатели? Ако мислиш дека немаш вредност во овој свет, се лажеш. Секој од нас е Божи дар. На секој кој што носи тежок крст, Христос пристапува со љубов и сила му дава на уморениот. И ние сме должни по примерот Христов да ја полагаме душата наша за брајката своји и да ги љубиме сите. Како и оваа жена да се понизиме во дух и вистина. Не заборавај дека Господ и тебе те љуби. И додека ги љубиш другите, ти твориш хармонија и љубов. Може би и не знаеш кога ги правиш тие гестови на љубов, за кои што никој, ниту едно благодарам не ти рекол. Не си свесен дека во овој свет ти носиш мир, дека правиш таква клима за нечии рани да се затворат. Бидејќи таму каде што е хармонијата и љубовта, таму раните се затвораат. Затоа доаѓаме пред Исуса да црпиме сила од Неговото срце, кое е извор на љубовта. Да ги спознаеме Неговите рани, да го спознаеме отфрлениот и од сите напуштениот Исус. Многу е нужно да ги изодиме овие патишта на спознание, за да не подсети дека Христолико е гладни да храниме, жедни да напојуваме, избркани да прибираме, ближни на туѓи да бидеме, сотрудници со расплакани да постанеме. Знаете ли што значи името Бакита? Тоа име и го дале незините господари. Од стресот кој што го доживеала и од маките низ кои минала како дете, дури и собственото име си го заборавила. Господарите и го дале името Бакита, што значи среќница. Каква иронија! Да се биде во робство и да го добиеш името среќница. Тоа е иронија. Колку пати и ти можеби си се почувствувал дека си во робство од нешто, во робство од системот, општеството, во домот. Можеби и самиот си го изгубил некаде собственото име и мислиш дека твоето име ништо не значи во овој свет. Меѓутоа, постои некој кој што кажува во Светото Писмо: на дланките мои те запишав, секогаш си ми пред очи. И во најтемниот очај кога ќе бидеш, и кога самиот ќе си го заборавиш собственото име и ќе го згазиш своето достоинство, запомни, Бог никогаш не те заборавил. Сети се дека Тој ти вели: на дланките своји сум те забележал, со вечна љубов те засакав. Затоа ти говорам, не знам како се чувствуваш, не знам ни што минуваш, но знам дека ни сето тоа Исус те води. Знам дека секој од нас со искрено срце може кај Бога да придобие топла прегратка и искрена поддршка. Сочувство и љубов, која на сите нам ни е многу потребна. Охрабри се. Ако оваа хананејка измолила оздравување за своето дете, ако една робинка пронашла милост во очите на Бога, зошто тогаш не би можеле и јас и ти? Христијанин не е оној што се прославува сами од себе. Свети и новородени христијани се оние кои милуваат Бог непрестајно да се прославува и велича во нивните животи, а тие облечени во љубов и вера да се понизуваат и да служат во име на Господа.
И во најголемата болка секогаш постои уште поголема. Некоја може да биде употребена за да не приближи кон живиот Бог. Луѓето во животот често тежнеат за некој мирен и идиличен живот, без проблеми, меѓутоа ви говорам, секој среќен бран во животот не приближува секогаш кон Бога. Но по примерот на евангелската беседа со жената Хананејка и со приказната за црната робинка, гледаме како некогаш нашите животни ситуации се употребуваат за приближување кон Бога. И доколку ѓаволот ти го сервирал тоа чувство на замор од се, те молам, отфрли го. Допушти му се на Исуса, тој да се погрижи и тој да се прославува во твојот живот. И кога ќе настапи ноќта и кога ќе останеш сам, речи му на Исуса: еве ме, Господи, тешко ми е, подај ми рака, избави ме. Припомни си за оваа евангелска беседа и за жената Хананејка, како со вера испроси ослободување за своето чедо. Затоа и денес се поучуваме и охрабруваме за Христа Бога, кој што се може и се добро прави. Се надевам дека Господ можеби ќе ни открие зошто низ животот некогаш поминуваме и низ тешки мигови. Зошто понекогаш допушта да растеме низ сето тоа што ни се случува. Дозволи ми со братолюбие да ти се обратам. Не бој се. Не бој се да го пуштиш Исуса да делува во твојот живот на негов начин. Начин кој што е за нас некогаш е непознат. Знаете ли што е најлошо? Кога остануваме без Исуса. Не е најголема болка кога другите не ни возвраќаат на љубов. Не е најголема болка кога другите ќе не предадат, ќе не остават, разочараат. Најголемата болка си ја нанесуваме самите себе кога од Бога ќе се одвоиме, кога од Бога ќе се разочараме. Кога сме во Божјата присутност, Бог лечи, Бог дава сила, од Него се поучуваме. И се што е негативно ќе исчезне. Сето зло ќе побегне од Неговото присуство. Ова евангелско четиво не поттикнува да имаме отворено срце. Помогни ми, Господи. И од трошките на Божјата трпеза има наситка, драги мои. Да бидеме упорни во молитва, во трпението и надежта како оваа жена. Може би некогаш и не се појавило чудо на твојата молитва, но немој да престанеш да се молиш. Знам дека некогаш е тешко да се прифати начинот и патот на кој што Бог не води и прочистува. Немојте сами да ги бирате вашите животни патеки. Јас верувам дека на секого од нас, што и да ни се случува, има смисла. Допушти му се на Исуса да биде пастир во твојот живот. Најважна работа од ова мое обраќање е да се увериме дека Божите очи се секогаш над нас. Тој бдее над нас. Не бојте се. Знај дека во писмото 365 пати е запишано: не бојте се. Да не подсети дека за секој ден има по едно Божјо не бој се. Да имаме цврста увереност дека секогаш сме под Божјата заштита и закрила. Што може злото да ни направи? Трпиме, но знаеме зошто трпиме. Љубиме, но знаеме зошто љубиме. Кога ние љубиме, се смалува силата и моќта на лукавиот, бидејќи љубовта ги урива делата сатански. И секому, кому ќе ја пружите таа агапе и љубов, ќе го принесете вечниот логос и неговото слово, кое со уста го исповедате и со дело ќе го потврдите. Никогаш да не престанеме да љубиме Христолико, иако таа љубов не ни е возвратена од луѓето од овој свет. Секој пат, кога ќе се чувствуваме нељубени, да пристапиме со вера кон Христа Бога и тогаш ќе бидеме возлюбени со чиста
и нелицемерна љубов, за која светот нити знае, нити сака да знае. И за крај, поверувајте во единородниот Син Божи Исус Христос и исповедајте дека тој е вистински Бог, од Бога вистински, и ќе имате единство со љубовта и со Бога, зашто самиот Бог е љубов. Амин.